Имаме една ситуација во која што заменик директорот на ЦИА синоќ ја изјави дека во Македонија нестабилноста е дел од еден поширок процес, дека ќе следи менување на границите не само во Македонија и во Косово и дека оваа нестабилност всушност представува конфликт меѓу самите македонци во земјата, што значи дека протестите на шарената револуција немаат само за цел уништување на спомениците, туку имаат една поширока димензија. Што можеме да очекуваме да ни се случи? Па подолг период поголем број на луѓе говорат дека Македонија е безбедносно загрозена. Значи тоа во најлош облик од натре. Значи тоа пред се е предизвикано од соросовите инсталации кои што спроведуваат туги немакедонски политики и агенди кои што ги имаат тие странски центри да ги спроведат во Македонија, а како што во самото прашање поставивте и на Балканот и пошироко од Балканот. За жал, тоа е подготвувано подолг период, притисокот трае и верувам дека и понатака нема да ослабне, се до оној момент додека тие центри на моќ не почувствуваат дека владеачката партија ВМРО-ДПМН е ослабната доволно многу за да на некои наредни парламентарни избори СДСМ има каква таква шанса за некоја изедначен резултат. Идејата во таква ситуација сум сигурен во тоа е да има промена на името Република Македонија, промена на идентитетот на македонецот, а сето тоа да биде поминато, повторно ќе речам, по желба на СДСМ и на тие странски центри, без да се праша, без референдум, без да биде македонскиот народ прашан за цела таа работа. Ова, почетното ја сепак го доживувам како заплашување на македонците и на земјите кои што нема да се подчинат на тие странски политики и таа политика е пропагирана на неколку пати, јавно се завзема Бранко Геровски околу тоа дека треба да се разговара околу федерализација. Ако федерализацијата не е поделба на државата, што е друго? Значи, постојат политичари во СДСМ кои што исто така отворено заговара дека треба да се редефинира Македонија, дека Македонија и уставот на Македонија не ги исполнуваат сега барањата и желбите на граѓаните на државата. За цела среќа и партијата која што е сега на власт ВМРО, а и немал голем број на луѓе кои што се интелектуалци, новинари, луѓе кои што ја разбираат политиката, свесни се за овие опасности и најгласно ги артикулираат и ги разобличуваат политиките кои што се куваат и спремаат за секако за лошо на Македонија. Кој е решението? Сорос и невладините организации како пајажина околу него се водат како финансиери на шарената револуција. Тие тврдат сега дека не сакаат само промена на власта, на ВМРО-ДПМН и Никола Груевски, туку сакаат да ги уништат спомениците, ги фарбаат, ги уништуваат и ги шараат, како што велат во последните интервјуа, за да ги спуштат другите на сопствено ниво. Со какви комплекси они се соочуваат? Значи, тие во шарена револуција и во нас се пред се луѓе губитници, луѓе кои што збир на луѓе кои што пред се јадрото на тие луѓе се платени луѓе од фондацијата Сорос. И ние во минатите 2-3 недели преку разни портали, преку телевизии имавме можност да слушнеме како секој еден од нив кој што доста често се појавува во јавност, имавме можност да видиме дека во рок од година дена заработува $1.000.000, некој поголем повеќе од $1.000.000, но помалку повеќе никој од нив од тие, значи, а тоа не се мал број на луѓе, тоа се 50 на 100 луѓе. Значи, лидерите кои што се само на таа шарена револуција или кои што се перјаница на тој Сорос, заработувале никој под 1000 евра месечно, а некој по 2 до 3000 евра. Втора групација е на луѓе од самиот СДСМ, а треба да се подсетиме дека тие луѓе се 10 години во опозиција, дека имаат 9-10 порази позади себе политички, дека ова раководство и овој лидершип сега што го имаат, неколку пати е поразуван од ВМРО и од екипата која што сега го предводи ВМРО, и човечки е на крајот на криштата на нас да ги разбереме нивните фрустрации.
Лошото е Фрустрација ние зборуваме кога тие луѓе имаат работа, имаат кров на глава и заработуваат 1000 евра. За какви фрустрации? така е, ама не се чувствуваат неважни, се чувствуваат нереализирани. Проблемот е моќ и позиција. Така е, кај нив тие немал дел од нив чувствуваат дека имаат наследно право на владење. Особено болно за македонците во оваа шарена револуција е фактот дека половина од луѓето кои што демонстрираат и уништуваат се албанци, ги уништуваат спомениците на македонските херои и од македонскиот дел од историјата, а не го уништуваат Скендербек и другите споменици. Ивона, за жал, ние како македонци мораме да си признаеме дека националната свест, националната идентификација кај албанците е многу поголема и посилна од кај нас македонците. Кај нив постои исто така омраза меѓу самите себе политички, но си ги знаат каде се црвените линии. На крај на памет на некого не му е таму да фрли кондом со боја на Скендербек. Значи на крај на памет, па било кој од која партија да е, дали е тоа од ДУИ, од ДП, од БЕСА, не е важно кој. Гласно негодуваме кон тоа и ја повикуваме државата да ги заштити нашите национални добра. Рековме дека учесниците во шарената револуција преку Сорос и невладините земаат 1000 евра за да го спроведуваат планот за уништување не само на Скопје, него вкупниот македонски идентитет и државата. Од друга страна, СДСМ го има специјалното јавно обвинителство кое што ја испорачува нивната агенда. Доаѓаме до фактот кога јавните обвинители во ова специјално обвинителство земаат 1000 евра плата, најмалата плата е 3000 евра, а лекарите земаат 4 пати помала плата за да спасат човечки живот. Како тука ќе имаме изедначување и правдина? Ме вознемирува податокот кој што кога знам и кога слушаме односно сега дека во истото тоа специјално јавно обвинителство, кај истата таа Катица Јанева, се вработуваат деца на заменички обвинители нивни. Ме запрепастува податокот кога знаеме дека началникот на Алфите, кој што беше поставен од Оливер Спасовски. Оливер Спасовски е генерален, беше и е се уште актуелен генерален секретар на СДСМ. Додека беше министар за внатрешни работи, помеѓу првите луѓе кои што ги промени беше началникот на Алфи и постави таму некој човек кој што сум 100% уверен дека е тврдо СДСМ и го промени началникот на СВР Скопје, кој што е во рамките на Министерството за внатрешни работи во првите 5 позиции фактички на СЈО ги вдомува кадрите на сега СДСМ. тие луѓе, Ивона, ни срам ни перде, Катица Јанева ги има ангажирано во специјалното јавно обвинителство. Замисли го податокот дека еден Мирослав Грчев е повикуван да вештачи предмети на тоа исто специјално јавно обвинителство. Па било кој човек кој што малце го заинтересирала политика, две колумни да му има прочитано на тој Мирослав Грчев, една изјава да му има слушнато, ќе знае дека тој човек е само полн со омраза и таа... Нели Зоран Божиновски беше екстрадиран од Србија како дел од аферата Шпиун за рекет со нелегално стекнати материјали за други луѓе, а плюс тука се јавува и Лјупчо Палевски како еден од главните кои што ги прави уцените низ цела Македонија со тие разговори. Ја не можам да се насудам како не е реагирано овде. Која е таа служба? Дали обвинителството, дали Министерството за внатрешни работи, но не покрене постапка против Зоран Заев за непредавање на сите прислушувани муабети бидејќи нивната дистрибуција и натаму продолжува. Специјалното јавно обвинителство кое што е, пак ќе повториме, во самото име го носи тоа дека таквите разговори се главниот таргет за кој што она треба да се грижи, тоа не го прави. Тоа е повторно уште еден само доказ дека тоа специјално јавно обвинителство има единствена задача да ги заштити од една страна овие, а од друга страна да направи што поголема пропаганда, ја би ја нарекол, што поголема прашина да дигне во театрални некои пресконференции во кои што ќе ги оцрнува и однапред ќе обвинува функционери на ВМРО. Никола Груевски ги испочитува сите обврски кои што ги превзема согласно договорот од Пржино. ВМРО ДПМН ги испочитува сите обврски. Така е. Владата на Република Македонија ги испочитува, ДУИ, ДП исто така ги испочитува сите обврски за да излеземе од кризата. СДСМ не ги испочитува. Ние избори не знаеме сега кога ќе имаме, кога СДСМ ќе се охрабри истите да ги има. Но од друга страна, тоа треба да го доведе пак Пржино на салдо нула.
Пржино е мртов или договор кој што е во кома. Кога Никола Груевски треба да се врати на премиерската функција во владата на Република Македонија? Она као прво не би се согласил дека е Пржино мртв. Мислам да, не е реализирана само последната точка од Пржино, но ја би се согласил да е мртво ако специјалното јавно обвинителство не функционира. Ако Груевски е премиер, ако државната изборна комисија е онаква каква што била претходно, ако законот за избори е подеднаков ист како што бил. Значи во таква ситуација ние би можеле да кажеме дека е Пржино мртво. Во оваа ситуација сите услови и точки од Пржино се исполнети. Единствената што не е исполнета тоа е избори. И последното на што го знаеме е дека има еден джентлменски предлог од ВМРО, а тоа е дека во оној момент кога СДСМ ќе се чувствува дека е спремен за избори, а тоа е пред се пак од страна на СДСМ кажано дека го признаваат избирачкиот список како веродостоен, дека не постоја таму 500, 100, 300, 40 илјади фантоми, не е важно колку, но они гледаат таму дека има, никој друг не ги виде, но од кога сето тоа ќе биде направено, во таква ситуација може да се распишат изборите, односно 100 дена пред изборите да има техничка влада. Факт е дека сега Груевски не е на премиерската позиција, но според и самиот така одлучил, но и по моje видување дека во ваква една зовриена политичка ситуација, дополнително ако знаеме дека за неполна година во средина на март се локалните избори, кои што мислам дека се последниот рок кога би се одржале и предвремените парламентарни избори, на што би личело сега, да стане сега премиер повторно Груевски, па после 3-4 месеци повторно да се повлече од премиер, па после по моje очекување и по анкетите на што го гледаме, повторно победува ВМРО, па да се врати, значи мислам дека е многу по-ефикасен вака сега како што е ситуацијата како председател на ВМРО, а од друга страна не самата позиција председател на ВМРО, него самиот човек како бренд, како авторитет е несомнено број 1 политичар во Република Македонија на било која функција да ја носи. И од практични причини, пак ја повторам, мислам дека е подобро ова сега вака како што е, него да се игра цик-цак. Лесно ви е да се проектирате како Никола Груевски и да размислувате, да видите што е најпрагматично и најпрактично да се направи за доброто на Македонија. Дали може да размислувате како Зоран Заев и да ми кажете што тој би направил сега до март? Зоран Заев има сериозни кривични обвиненија против него. Број 1 за уцена на премиерот, и тоа сите имавме можност да го видиме во обид, и втората работа тоа е со подкупот, едно вице за него, едно за црква, едно за брат му вице. Со такви обвиненија, Ивона, човек е реално да се плаши за својата слобода, за својата иднина. Верувам дека он се ке направи да го задржи председателското место на СДСМ што подолго, затоа што се додека он председател на СДСМ и лидер на опозиција, он се чувствува безбеден и комотен да се однесува како што се однесува. Во оној момент кога ќе изгуби на избори, премногу е јасно дека тој и цело тоа раководство околу него мора да се заминат од позициите кои што ги имаат сега како носители на тие функции, а со самото тоа јас сум цврсто уверен дека тој ќе мора да одговара и да биде санкциониран за делата кои што ги има направено како поука за секој еден граѓанин во државата дека тоа не смее да се прави. Втор момент што не смееме исто да го заборавиме, а тоа е дека од Сорос милиони и милиони евра доби поддршка Заев, индиректна, директна, за политиките кои што ги спроведува. Исто така информациите мои укажува дека тие луѓе кои што се таму одлучувачки се крајно незадоволни со водството во СДСМ. И третиот фактор кој што исто така сега во даденава ситуација во СДСМ мислам дека е доста важен, а тоа е меѓународниот фактор. Мислам дека дефинитивно после наредниот пораз кој што ќе го доживе Заев, ќе дигнат раце од него и ќе помогнат да се реформира таа партија и таму да дојдат некои нормални здрави луѓе кои што
на нормален и демократски начин ќе се обидат да дојдат на власт. Јас ви благодарам за овој. Благодарам за поканата.